Почитувани, Љупчо Николовски, министерот кој што требаше да се бори со корупцијата, е заплеткан во нов, сериозен сомнеж дека негови роднини се вработени во јавната администрација. Македонска навигација е државна агенција каде што просечната плата е далеку и неколкукратно поголема од просечната и е докажано легло за партиски и непотистички вработување на власта на Зоран Заев. Николовски мора да одговори по јавните прозивки за тоа дека негови роднини, Чичко и братучеди, се вработени во МНАВ токму во периодот кога тој е на функција која што треба да биде пример за спречување на непотизмот и корупцијата. Почитувани, за Николовски и вработувањата на негови роднини се докажа и во време кога тој беше министер за земјоделство. Сега Николовски, како вице-премиер за наводна борба со високата корупција, е должен да соопшти на јавноста и за вработувањата на негови роднини кога беше во земјоделие, но и дали сега повторно од позицијата на министер за корупција е доведен во судирни интереси со вработувања на негови роднини. Почитувани, во време кога 55.000 работници останале без плата и без работа, министрите на Зоран Заев ги вработуваат своите роднини во државната администрација за плати од по 100.000 денари. МНАФ е агенција каде што и досега беа скандалозно вработувани роднини, деца, зетовци, братучеди на пратеници и министри од СДСМ, без соодветно образование до степен да постоја јавувања за притисоци и беа менувани и членови на комисијата за приемна работа. Од тука, Николовски е должен да одговори дали ја злоупотребил неговата позиција сега, дали ја злоупотребил неговата позиција претходно, но и дали ќе си поднесе неминовна оставка како личен пример за борба со корупцијата и злоупотребата на позицијата. Почитувани, апсурдно е лик како Љупчо Николовски, кој што повторно се поврзува со непотизам, да води тело, Министерство за борба со корупција. Истовремено, ја повикуваме и ДКСК да го испита случајот, со што која ја докажат причината за своето постоење како паралелно тело на Министерството на Љупчо Николовски. Ако Николовски сам си вработува роднини во администрацијата и заде го нема одговорност, тогаш и неговото министерско место сметаме дека треба да се укине, бидејќи се докажува дека е измислено само тој да зема плата од буџетот. Ви благодарам.